Доаѓа од Прага, но љубовта кон Македонија го натерала Јан Тејчман да почне да го учи македонскиот јазик. Јан е енергетски практичар кој преку вежби во природа и најразлични игри им помага на луѓето да го пронајдат својот духовен мир. Тејчман признава дека македонскиот јазик не е лесен за учење, но токму предизвикот го мотивира да продолжи да го учи уште повеќе. Кажи ми, како почна твојата приказна за Македонија? Зошто овде, зошто македонскиот јазик? За да ја работам с луѓето на енергетичко поле. Ми пробуваме или игрите, наше игрите, играем игрите, танцуеме, пееме, но и боречки вештини, но и ето моја работа. Преку ети работи поврзач с луѓатами, но и правум какојто енергетички диализ, размена. Така, тоа го работите на македонски јазик, кога ги имате тие вежби и танцувања? Но, не толку македонци. Но јас зборувам англиски и руски, но по-моему важно разбирать македонски. Дали ви е тежок македонскиот јазик? Тежок? It is hard for you? Yes. Да и нет. Знаеш, там много подобно. На чешком јазике, на руском јазике. Но ја попробую, но и делаю ошибки, но што? Јан не живее во Македонија. Доаѓа неколку пати годишно, но вели дека Македонија и балканскиот менталитет го освоиле. Како го научи македонскиот јазик? Но мне очень интересно. Ја сакам македонскиот и балканскиот менталитет, но и много важно разбирать на домашном јазике в земјато која што престојуваме. Но и как ја пробуем, ја прашувам што е то значить, как казать. Но и так. Ги прашуваш луѓето и учиш? Ну да. Неговата колешка од Македонија, Јасмина Арсова, вели дека љубопитноста и почита што Јан ја покажува кон земјата и јазикот се причината поради која луѓето овде лесно го прифаќаат. Таа вели дека иако Јан уште тешко го зборува јазикот, сепак за многу кратко време успеал да направи голем напредок. Па со оглед дека е четврт пат тука во Македонија, бидејќи почна да доаѓа од минатата година, затоа што заедно работиме и соработуваме. И се на се вкупно 4 недели тука во Македонија, значи он доаѓа по една недела, работиме семинари или пракси и потоа си заминува, така да вкупно 4 недели. И јас сум задоволна како зборува и затоа што се труди, тоа е многу битно. Желба, значи. Преголема желба, буквално со него и јас го вежбам мојот македонски јазик и англискиот исто така, затоа што буквално секој ден ние нешто ново учиме со него. Учењето на македонскиот јазик е повеќе од комуникација. Тоа е начин подобро да ја разбере земјата во која, како што вели самиот Јан, секогаш се чувствува добре дојден. Со Јасмина работат групни, но индивидуални терапии со луѓе. Се обидуваат својата позитивна енергија преку игри и насмевки да му ја пренесат на секој еден кој ќе стапи во контакт со нив.